Со разубавување, затоплување на времето, луѓето се повеќе излегуваат надвор и користат зелените површини и се изложени на ризик од каснување убот од крлежи. Тоа се паразити, се исхрануваат со крв. Од глодари, од домашни животни, од човек, но тие се вектори, преносители на инфективно заболување. Значи, не секој каснување од крлеж може да ни предизвика на нас некоја инфективна болест. Само оние крлежи кои се заболени, кои се инфицирани, било од вирусна или бактеријска патологија, може да ни пренесат при нивно каснување, може да ни пренесат одредена инфекција. Најчесто станува збор за заболување на крлеж од бактерија од родот Борелија и при нивно каснување на еден таков инфициран крлеж може да ни предизвика лајмска болест, односно лајмска борелиоза. А најчесто пациентите доаѓаат за отстранување на крлеж. Ние им го отстраниме, им даваме понатаму насоки што треба да направиме. Најчесто и крлежи што ги отстрануваме и ги упатуваме на инфективно одделение да проследиме дали тие се заразени или не се заразени. Нашиот совет е да не пробуваат сами да го отстранат крлежот, и ако гледам дека по социјални мрежи се повеќе се пласира дека треба и како на кој начин пациентите сами да го отстранат, мој совет, нашиот совет е да дојдат и да побараат медицинско стручно лице. Ние целиот крлеж ќе го отстраниме, но често доаѓаат и пациенти кои дел од крлежот им останал, значи пробале сами да го отстранат и поради тоа ние треба со мала хируршка интервенција да го отстраниме останатиот дел. Секој дежурство, секој ден сигурно имаме по 5-6 пациенти. Значи со разубување, затоплување на времето, како што кажав, се повеќе луѓе доаѓаат, сезоната трае некаде додека трае топлото убаво време, но најчесто средина, почеток на октомври, значи имаме пациенти со каснување кои се јавуваат поради каснување убот од крлеж. Нема никој апел што би се посочило вообичаено на планинарите и на оние кои што се во шума на древа, се препорачува да бидат во долги ракави? Апсолутно, значи прво да патека која е обележана да ја користат, да носат долга облека, светла облека која лесно може да забележиме крлеж. Исто така само преглед. Кога ќе дојдат таквите пациенти дома, треба убаво да се прегледат, поготово делови од тело кои се со повеќе влакна, како што е главата, кај децата регија за тушите, вратот, но исто така и регии каде што имаме преклопување на кожа, како што е пазувата, аксилата, препоните, кои се чести места каде што може да биде скриен крлежот.